Почитуван подпредседател, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Овој пат ќе почнам малце поинаку. Јасно ги повикувам мисијата на ОПСЕ, амбасадата на САД, канцеларијата на ЕУ, амбасадата на Франција, Холандија и останати амбасади. Ги повикувам и сите организации кои се занимаваат со избори во Република Македонија да обратат сериозно внимание на овој закон. Затоа што во изборна година се спрема упад во финансискиот систем на локалната самоуправа. Пред нас е закон за финансирање на единиците на локална самоуправа, но ова е се, само не е закон за финансирање на општините. Затоа што пари во општините нема да дојдат, пари ќе нема и понатаму, само се остава силен простор, голем простор да се направат сериозни долгови на штета на општините во Република Македонија. Предлагачот во цели на овој закон наведува стабилен приход во буџетот на општините. Си го поставувам прашањето како ќе се добие тој стабилен приход ако немаме зголемување на прибирање на даноци, ако немаме зголемување на стапките на даноците и ако немаме зголемена финансиска или економска активност во претходната, односно во оваа година. Значи, станува збор за планирање приходи кои, реков, сигурно ќе генерираат само загуба на општините. Во интерес на јавноста, иако ова е многу мал закон по обем, само неколку членови, тоа што се предлага од сегашните 30%, кои патем беа еднаш големини, беа 10, станаа 30, сега се предлага 50% можности за зголемување на буџетот на општините, на основниот буџет зборувам, како просек од последните 3 години. И дополнително се наведува дека овој закон ќе важи од 1 јануари ни помалку ни повеќе во година во која имаме локални избори во Република Македонија. Со овој закон се прави сериозен упад во финансискиот систем на локалната самоуправа. Ќе ви направам споредба на дел од податоците од 2020 година. Биле планирани 21,7 милиарди денари. Реализација на основните буџети во сите општини изнесува само 15,1 милиарди денари. Во проценти, тоа се едва 69% реализација. Значи, тоа што е планирано од реалната реализација. Што предлага предлагачот, односно зашто владата на Република Македонија дава согласност? Зголемување на 50% опсегот на планирање од основицата во последните 3 години. Со тој план некаде би се планирало максимални 26 милиарди денари, а рековме, ако остане реализацијата иста како и лани, а не гледам причина како ќе порасне реализацијата на приходите, затоа што имаме истата состојба и со градоначалници, и со COVID-19 пандемијата, и со законите во Република Македонија, реализацијата на приходите да ја рачунаме на истата ставка 15,1 милиарда денари. Што се случува? Се добиват фантастични 4 милиарди 338 милиони 519.000 денара повеќе можност за планирање на средства во буџетите на локалните единици. Или по-народски, тоа се сериозни 70 милиона евра.
кои им овозможуваме општините да планираат, согласно тоа да прават програми и согласно тоа да отпочнат условно некоја експанзија во однос на развојот на општините. Тоа не е експанзија, тоа ќе биде само почнување на проекти кои нема никогаш да завршат, затоа што реални пари за овие проекти во буџетите нема. Чисто во интерес на стручната јавност, тоа би значило 58% реализација на приходите. Големо планирање, многу мала реализација. И со сегашните 30% создаваме огромна дупка во расчекор во планирање и реализација. Така да, на крајот на оваа година, ако се реализираат сите овие планирања, ќе имаме дупка во локалните самоуправи од 178 милиони евра. Пари кои ги нема во буџетите, а некој сака пред избори да ги стави во функција, односно само во изборен подкуп. Да појаснам за граѓаните. Сериозен упад во финансиската независност на локалната самоуправа. Буџетите веќе се донесени, после овој закон ќе следат брзи ребаланси на буџетите со цел остварување на ова непринципиелно право. Да трошите нешто што не можете да го соберете како данок. Со тоа се овозможува зголемување на долговите на општините. Општините ќе направат огромни долгови пред избори, а градоначалниците кои ќе дојдат после нив, и сум убеден дека тоа ќе биде голем дел од ВМРО ДПМН, ќе наследат општини со огромни долгови и ќе ги требаат години и години, затоа што основниот буџет не е само за проекти, да ги санираат овие негативни последици. Затоа апелирам овој закон да не се доноси, а доколку се донесе, меѓународниот фактор сериозно да се позанимава со почнување на лоша пракса пред избори, да се носат закони во интерес на политичката гарнитура која е на власт. И на тој начин системски, организирано да се упадне во независноста на локалните самоуправи. Благодарам.